Лихварски кредит за врат ги стега АД Македонски пошти, изјави денеска министерот за транспорт и врски Александар Николовски, потенцирајќи го како еден од главните проблеми на ова акционерско друштво. Еве ќе ви кажам дека Македонска пошта во моментов има отворен кредит кој една банка. Не ја кажувам банката не затоа што е некоја тајна, туку затоа што има таков договор подпишано, кој што кредит според мене е лихварски. И тоа моите претходници само го оставале. Јас седнувам со раководството на пошта да го тоа репреговараме, затоа што не може да е така и не е дозволиво да е така, затоа што на тој начин се уништува предпријатието. Што во моментов се прави за решавање на проблемот? Тоа што го правиме во моментов е реструктурирање на постојните долгови кои што ги имаат, со цел да вработените земаат редовно плата. На ова, синдикалците од пошта со следниот коментар. Согласно изјавата која е дадена од страна на министерот, за нас представува пред се конечно после толку години да пројави сериозен интерес од страна на владата, односно ресорното министерство, и се надеваме дека ќе има позитивен пристап кон решавање на сериозните проблеми во која се наоѓа Македонска пошта и надминување се состојбите, односно стабилизација на друштвото. Секако како синдикат активно ќе земеме учество во целиот процес и се надеваме за на позитивност конечно после толку години да пошта ја вратиме на граѓаните. Министерот Николовски има една цел, а тоа е... Моја цел е во следниот период вработените таму да имаат стабилна плата секој месец, а додека тоа се случува, паралелно да работиме на развој за веќе следната година, да ги немаме овие главоболки и да не треба да зборуваме дали ќе земат плата или нема земат плата. Веќе подолг период со неколку предупредувачки штрајкови, синдикалците од Македонски пошти укажаа на владата за виталните проблеми, како ненавремената исплата на плата, недостатокот од човечки и материјални ресурси и потребата од реорганизација во работата, каде екзистенцијата ја обезбедуваат околу 2000 вработени.